мене значи здравје, здрав дух, како што вели професорот Станислав. И многу сакам да спортувам, да играм фудбал, да фитнес, да дојдам да вежба. Наутро од завале, убаво ми почува кога ќе стана. Насмеена, весела, расположена. Така ми е цел ден. Водење на топка, стопирање на топка, додавање и во нешто да надуваш, да цукаш. И па да му ја додадеш што е спротив тебе. И со тројки кога сме, исто да ја дадеш, да ти ја врати, да ја стопираш и да чекаш да дојде пак, да се сврти да кај тебе. Самиот концепт на фудбалскиот тренинг е да на учениците овозможи да создадат нови карактерни особини. Самото тоа доаѓање на самиот тренинг, дисциплината е на едно завидно ниво, самите можете да се уверите дека се посветени, работат, дисциплинирани се и со редовноста прво, доаѓањето на тренинзи, немаме отсуства воопшто. Самата дисциплина за време на тренингот и посветеноста е изворедно добра. И она што обично кажуваат дека за овие дечиња дека не можат да издржат подолг период концентрирано да работат, ние ја надминуваме таа работа и самите бевте уверени, 1 час работевме без никаков проблем, помина многу брзо, убаво. Ние сме овде веќе 5-та година, со тоа што насоките во средно училиште се 3-годишни и имаме право, државно право, да се запишеме втор пат, па и трет пат во различни насоки и да изучуваме нови техники, да добиваме нови сознанија. Така да, генерално, ние сме 5 години, бидејќи нашите деца се деца со нетипичен развој и не можеш секогаш да го мотивираш да дојде секој ден. Станите беа тука нешто локално во Скопје, а имавме и неколку надвор од Скопје во Крушево, Штип, Велес, Тетово. Така да, интересно што ние ги организираме со ученици од редовните училишта, тоа се пред се 8-летки, и имаат исто така можност и нашите ученици, меѓутоа и учениците со типичен развој, да се запознаат со овие ученици и да ја надминеме онаа бариера на различности кои што ни се јавуваат во животот. И убава можност да нашите дечиња покажат што знаат, умеат и колку можат. Ние пред 3 години воведовме пресоблекување, купивме опрема за децата, имаме преку донации и патики, и тренерки, имаме гаќици, имаме мајци. И секој деценце кој ќе дојде на час, добива мајца, добива патики, се пресоблекува. И тука се тие навики кои што ние целиме да ги постигнеме и да им ги вметнеме на нашите ученици. И тоа поминува супер, одлично. Одлично, децата, можевте да видите, они знаат зашто треба да јадат банана пред тренинг, зашто треба да пијат вода, зашто на крајот тренингот пиеме сок, за да ја вратиме енергијата која што ја потрошиле. По фудбалот се супер, при тоа вежбаат и аеробик, со кое што многу помагаат да децата се стекнат со оние моторички способности кои ги немаат или допрва треба да ги развијат во забрзан процес. Преку стручна контрола и надгледни помагала.
Нивните насмевки на нивните лица самите покажуваат дека да, тие се среќни, задоволни и тоа им причинува огромно задоволство. И покрај на нашите ученици благодарност имаме и од нивните родители, бидејќи сепак ова е работа која што е делотворна и за нив, бидејќи ние настојуваме покрај спортскиот дел да делуваме и на нивната култура, на нивното однесување, на нивната социализација.